Почитуван колега, бевте јасни, прецизни и концизни и ги наведовте сите причини зашто ова законско решение не треба да се донесе, не барем во една ваква форма, во која што е доставено во Собранието на Република Македонија, бидејќи е надвор од уставот на нашата држава. И не знам искрено зашто и повеќе треба да се надмудруваме околу едно вакво незаконско решение, кога и самите пратеници од Социјалдемократскиот сојуз, барем неколкумина кои што најдоја храброст да излезат на собраниската говорница и да кажат дека или потврдија дека одредени членови кои што се наоѓаат во законското решение треба во второ читање веќе да претрпат одредени промени, бидејќи се надвор од уставот на Република Македонија. Сигурно им преработила совеста и знаат каква штета ќе предизвика едно вакво незаконско, неуставно ова решение. Ова е доволен доказ, колега, сметам дека ова законско решение на некој начин бил само еден внатрешен договор помеѓу коалиционите партнери СДСМ и ДУИ во предвечерието на локалните избори, сметајќи дека на ваков начин ќе добијат еден глас повеќе. Барем така сметат и едните и другите, но на СДСМ, веќе ние кристално чисто и јасно од вчерашните неколку говорници, дека ова законско решение, ако не се поправи, тоа сигурно ќе падне на уставен и со тоа во лице гледате, почитуван колега, дека го лажат нивниот коалиционен партнер. А па колегите од ДУИ и немаат, почитуван колега, некој друг начин како да се освестат од шлаканицата која што ја добија од нивниот електорат за предвремените парламентарни избори, за сите незаконски работи кои што ги практикуваа нивните градоначалници за време на нивното практикување на градоначалничката функција, и ова законско решение го гледат како единствен спас за да обстанат на политичката сцена во Република Македонија. Но тоа ќе биде за кратко, почитуван колега, зашто граѓаните албанци се доволно свесни и доволно мудри да знаат дека ова што им го пласираат пратениците од ДУИ фактички е ноторна лага. Моите пријатели албанци од Струга искрено можат да дојдат и да ни одржат една добра лекција за соживот, да ни кажат што тоа значи соживот помеѓу македонците и албанците, и се надевам дека од тоа ќе извлечат поука и пратениците од ДУИ. Тие, почитуван колега, во Струга, моите колеги албанци, бараат повеќе асфалтирани улици и во Велешта, и во Радолишта, и во Франгово, и во Ливада. И може би пратениците од ДУИ не знаат, но меѓутоа Велешта цело лето немаше вода на 45 степени Целзиусови, но за тоа очигледно не ги интересира.